Прв во државата, Источниот регион изготви просторен план, стратешки документ кој опфаќа 14 посебни елаборати кои треба да го одредат правецот на развој на општината за наредните 10 до 15 години. Има повеќе проекти, отпадот е еден од проблемите, исто инфраструктурата и нормално зачување на животната средина, како и економскиот развој, демографските услови, затоа што просторниот план е комплексен план кој што содржи над 14 посебни елаборати кои што се компилирани заедно да создадат една реална слика за сегашните услови на просторот и што би требало да се очекува за еден догледен временски период. Во конкретниот план детектирани се конкретни потенцијали кои Источниот регион во периодот што следи треба да ги искористи. Па за Источна Македонија е карактеристично дека има многу голем потенцијал за развојот на економијата. Во изминатиот период имало позитивен тренд во развојот на економијата. Се предвидува и дека и во идниот период ќе го има. Исто има потенцијал во развојот на туризмот, благодарение на природното наследство со кое што располага, културното наследство, но културното наследство треба малку повеќе да се обрне внимание во неговиот развој, планираната инфраструктура сообраќајна која што е сега веќе и во фаза на реализација. Просторниот план е базиран на биолошката разновидност на регионот. Тоа е единствен просторен план во Република Македонија, кој што се изработува токму на ваков начин и мислам дека е единствен просторен план во рамките на државата од 8 плански региони. Вкупниот буџет за изработка на оваа верзија на просторниот план изнесува некаде повеќе од 1 милион швајцарски франци. Тоа се средства кои што се обезбедени преку како грант од Швајцарската агенција за развој и соработка, односно Швајцарската конфедерација. Просторниот план на регионот е работен во изминатите 4 години и истиот е дел од програмата за зџувување на животната средина, која Швајцарија ја финансира со 4,5 милиони франци.